Наместо намалување на бројот, новата влада ќе има 4 нови министерства. Ова е предвидено со измените на Законот за организација на работа на органите на државната управа, кој беше изгласен од новиот парламентарен состав. Но дали станува збор за оправдан потек или не, професорот Јове Хекеновски вели да. Според него, оваа влада со себе носи нова политика и треба да се реализираат сите ветувања од незината програма. Очигледно е дека постојната структурна поставеност или организирана поставеност на постојните министерства не може да одговори на поставените задачи и на ветувањето пред граѓаните. Овој закон слободно можам да кажам дека овозможува слободно да се изврши една сериозна реформа која што беше потребна на оваа држава многу одамна. Ако имате нефункционални, ако имате троми, ако имате инертни министерства, нормално е да направите нешто да тие бидат функционални. Додава дека досега имало голем број преклопување на надлежности на штета на граѓаните, бизнисот и економијата. Со промените смета дека на одредени гранки кои досега функционирале во рамките на одредени министерства им се дава поголемо значење. Но новинарот Зоран Иванов смета дека ваквиот потек воопшто не е оправдан. Според него станува збор за математичко кабинетско решение. Целта е да се обезбедат што повеќе места за партиски функционери и да се обезбедат функционерски места, не обични административни. На крајот мислам дека ова се прави за мир во куќа, за стабилна коалиција и за долго владење и со намера да се нема отпори внатре меѓу политичките партии кои ја сочинуваат власта, зашто 24 министри нема ниту една Америка и мислам дека ова воопшто не е реформски потек. Реагираат и од платформата на граѓански организации за борба против корупцијата. Формирањето на нови министерства и реорганизацијата на системот на државна управа без претходна длабинска анализа за оправданоста на предлогот е неприфатливо. Укажуваме дека ова влијае негативно врз соработката и довербата на граѓанското општество со креаторите на јавните политики. Со промените, некогашното Министерство за економија прераснува во Министерство за економија и труд. Министерството за труд и социјална политика сега ќе биде само Министерство за социјална политика, демографија и млади. Агенцијата за млади и спорт прераснува во Министерство за спорт, во Министерство и она за енергетика, рудници и минерали. На Министерството за култура му се додава туризмот, додека Министерството за информатичко општество и администрација се дели на две: Министерство за дигитализација и Министерство за администрација. Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците станува Министерство за односи меѓу заедниците. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.